Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Општина Ѓорче Петров заедно со доброволци почна со санирање на штетата и расчистување на сметот од пожарот, кој на почетокот на јануари годинава зафати дел од станот на самохраната мајка Венера, во кој почина незината мајка. Од општината информираа дека станот целосно ќе биде реконструиран и наскоро донесен во состојба за вселување. Со оваа вест ги започнуваме денешните вести. Останете со нас. Македонија ги чувствува последиците од климатските промени. Донесена одлуката за изградба на вакуум канализацијската мрежа во Јурумлери. Општина Ѓорче Петров започна со санација на опожарениот стан на Венера. Во Друштвото на писатели на Македонија книжевен портрет на Чедо Јакимовски. Климатските промени се реалност, а последиците од нив веќе се чувствуваат во светот. Ниту Македонија не е имуна на глобалното затоплување. Екстремно ниските мартовски температури се само аларм кој природата ни го испраќа на сите. Почнете од себе за да го промениме светот. Екстремно ниските температури не карактеристични за овој период од годината, кој изминативе неколку дена ја зафатија Македонија, се само резултат на глобалното затоплување, како последица на климатските промени. Активистите за животна средина се погласни за потребата од зголемување на свеста за заштита на природните ресурси, кои ги имаме во изобилство. Несовисното однесување кон природата треба да запре и секој еден да почне да превзема мерки за намалување на последиците од глобалното затоплување. Елена Николовска од Сдруженијето Екосвест предупредува дека опасностите не демнат од сите страни. Прогнозите за поплави на Балканот се реални, како и болестите кои не демнат како последица од топење на мразот на Антарктикот. Влијанието од климатските промени е повеќе од очигледно, посебно оваа година стана алармантно, бидејќи на Сибирот беа забележани топење на мраз кој што бил заробен во мраз, значи на почва која што била заробена во мраз повеќе векови, повеќе милениуми, и сега одеднаш се топи мразот, таа почва се ослободуваат бактерии од таа почва кои што биле заробени со векови таму, и тие бактерии не се познати за човештвото. И човекот нема вакцини за тие бактерии. Не знаеме што ќе се случи кога ќе дојдат во допир со животната средина и со човекот. Уште еден поблизок пример за нас, за влијанието од климатските промени и порастот на глобалните температури, е најавата на повеќе светски метеоролошки бироа, станици и алармирања дека оваа сезона, многу слично како во 2014, Балканот особено, ќе биде соочен со поплави, значи со голем поплави, со екстремни временски услови, со поплави кои што најверојатно ќе предизвикаат материјална штета. Јас се надевам дека нема да предизвикаат, меѓутоа ако гледаме по она што се случи во 2014, загуби за земјоделието, огромни загуби за земјоделието и материјална штета и загуба на човечки животи, станува не очигледно, туку некако тука ние пред нос ние, не можеме да го игнорираме повеќе. Мора да започнеме денес да правиме нешто за да ги спречиме климатските промени. За почеток тргнете од себе и замислете што може да направите за светот. Доволно е да го смените превозното средство или начинот на исхрана, со што ќе бидете и позитивен пример за околината. Во секторот транспорт и во секторот отпад исто така има многу навики кои што секој од нас може да ги смени и се многу лесни, е просто како избирање денеска да се оди пеш или со велосипед или јавен транспорт наместо секој во својот автомобил, бидејќи автомобилите придонесуваат за стакленички гасови исто. Во исхраната треба да се обидеме да јадеме повеќе локално одгледана храна, повеќе сезонски одгледана храна, бидејќи храна која што треба да патува од јужните краеви, например, придонесува многу за глобалното затоплување, бидејќи се испуштаат огромен број на стакленички гасови во атмосферата при транспортот на таа храна. Ова се некои прости и едноставни примери кои верувам дека секој од нас може да ги направи, може да ги примени уште денес, не мора сите одеднаш. Доволно е само неколку.
Одржливото живење не е апстрактен поим и е апсолутно возможно, а може да започне со заштеда на енергијата во домот, велат еколозите од Екосвест. Дефинитивно потребно е зголемување на јавната свест околу оваа проблематика. Не зборувам проблематика климатски промени како нешто што не е апстрактно и се уште можеби не го сваќаме како поврзано со екстремните временски услови. Меѓутоа, како нешто поврзано со нашите секојдневни активности. Треба да работиме повеќе со една реченица на намалување на нашето влијание врз животната средина. Што значи? Ова значи да се обидеме да ги штедиме природните ресурси, кои што ги имаме во изобилие сега, меѓутоа нема да ни требаат за секогаш, и да се обидеме да го намалиме нашето влијание врз животната средина во смисол во нашето секојдневно живење едноставно, да ја намалиме емисијата на штетни гасови, емисијата на гасови кои што се најмногу виновни, најмногу придонесуваат за глобалното затоплување. Да го доближиме поодржливото живење поблиску до граѓаните и да го направиме едноставно, бидејќи одржливото живење е едноставно и просто е колку заштита на енергија, секојдневна заштита на енергија во домот, пред се правење на домот поенергетски ефикасен, штедење на струја преку инсталирање LED светилки, заштита на струја преку користење на дневната светлина во текот на денот, гасење на струјата на светилките во оние простори каде што не престојуваме. Климатските промени се заслужни и за наглите промени на времето, што пак резултираат и со температурни шокови, каков што се најавува за наредните неколку дена, кога од минус 17 степени температурата во делови од Македонија ќе се искачи до 15 степени Целзиусови. Врнежите и за време на викендот ќе бидат претежно од дожд и ќе бидат од снег на местата над 1800 метри надморска висина. Дневните температури во текот на утрешниот ден ќе бидат во интервал од 7 до 15 степени, додека во недела уште малку повисоки и некаде во интервал од 9 до 17 степени. Нешто пониски температури поради облачното време ќе имаме во понеделник, кога повторно ќе имаме врнежи на повеќе места, меѓутоа нема да бидат интензивни и ќе бидат повторно претежно од дожд. Температурите ќе бидат некаде во интервал од 5 до 12 степени. И во следните денови, односно во текот на следната работна недела, времето ќе биде променливо облачно, релативно топло, со сончеви периоди и со повремени врнежи кои што ќе бидат претежно во западните делови од земјава. Температурите утринските ќе бидат насекаде позитивни, додека максималните од вторник повторно ќе бидат во покачување. За сега, значи, прогнозите за наредната недела не се да имаме ниски температури, меѓутоа сепак услови во текот на овој месец да имаме повторно некој студен бран постојат. За полесно да ги пребродите температурните промени, шетајте во природа, конзумирајте здрава храна и пијалоци, а кафето замените го со чај. Одлуката за изградба на вакуум канализацијска мрежа во Јурумлери, која претходно беше блокирана од страна на советниците на ВМРО ДПМН, овој пат е донесена. А како што информираат од општина Газибаба, одлуката е донесена благодарение на жителите на Јурумлери, кои на јавната дебата извршиле притисок врз советниците за донесување на одлуката. Општина Газибаба ја донесе одлуката за изградба на вакуум канализацијската мрежа во Јурумлери, откако претходно беше блокирана од страна на советниците од ВМРО ДПМН, кои не ја изгласаа одлуката на Совет. Како што информираат од општина Газибаба, одлуката е донесена благодарение на жителите на Јурумлери, кои на јавна дебата за изградбата на вакуум канализацијската мрежа извршиле притисок врз советниците на ВМРО, кои претходно ја блокира оваа одлука. Градоначалникот на општина Газибаба информира дека заедно со граѓаните ќе се гради плански за сите и ниту една блокада во иднина нема да биде пречка да се реализираат капиталните проекти во интерес на сите граѓани. И за таа цел, праксата на организирање јавни дебати со граѓаните за спроведување на проектите кои се во интерес на општината и граѓаните ќе продолжи и понатаму.
Опожарениот стан на Венера во општина Ѓорче Петров, во кој почина незината мајка, започна да се санира и реконструира од страна на општина Ѓорче Петров. Станот ќе биде опремен со мебел и покутнина од фирми и физички лица, кои се понудиле да помогнат за да може повторно Венера заедно со незиното бебе да се всели во станот. Општина Ѓорче Петров заедно со доброволци кои сакаат да се вклучат во акцијата почна со санирање на штетата и расчистување на сметот од пожарот кој на почетокот на јануари зафати дел од станот на Венера во Ѓорче Петров, во кој почина незината мајка. Од страна на општината со средства собрани од хуманитарната забава организирана на 14 февруари, неодамна на Венера и беше донирана храна и облека за неа и незиното бебе, кои привремено се сместени во Кумановско Табановце. Од општината информираа дека откако им била побарана помош, тие веднаш излегле во пресрет и станот целосно ќе биде реконструиран и оспособен за вселување. Откако штетата целосно ќе се санира и просторот ќе се адаптира за живење, станот ќе биде опремен со мебел и покутнина од неколку фирми и физички лица кои покажаа интерес да и помогнат на Венера. Исто така од општината е понудена и еднократна парична помош и побрзо обезбедување на документацијата која е потребна по трагичниот настан. Продолжува донацијата на прочистувачи за воздух во градинките од општествено одговорни компании. Овој пат компанијата Лукойл донираше прочистувачи на воздух во детската градинка Срничка во Аеродром. Од општината информираа дека во тек е и тендер за набавка на 83 прочистувачи на воздух за сите занимални во градинките. Детската градинка Срничка доби донација прочистувачи на воздух од нафтената компанија Лукойл Македонија. Прочистувачите се наменети за занималните на објектот Калинка во Стар Аеродром. Од општината информираа дека прочистувачите се од исклучително значење за здравјето на дечињата, особено во зимскиот период од годината кога загадувањето на воздухот достигнува високо ниво. Исто така информираа дека во тек е тендер за набавка на 83 прочистувачи на воздух кои ќе се постават во сите простории во секоја градинка на територија на општина Аеродром. Станува збор за интервентна мерка на општината во борба со загадениот воздух. Општина Аеродром покрај краткорочните активно работи и на изнаоѓање долгорочни мерки за решавање на проблемот со амбиенталниот воздух, во соработка со град Скопје и останатите надлежни институции. Книжевен портрет на поетот Чедо Јакимовски насловен Лесновските ѕвона се одржа денеска во Друштвото на писатели на Македонија. Поезијата на Јакимовски е најзначаен представник на современата македонска поезија. Во Друштвото на писатели на Македонија се одржа манифестацијата Лесновски ѕвона, портрет на поетот Чедо Јакимовски со што беа одбележени 25 години од неговата смрт. Манифестацијата беше збогатена со староградски песни на ансамблот Кратовски тамбураши од родниот град на поетот. Стихови од Чедо Јакимовски читаше актерот Страшко Милошевски, а за неговото творештво говореше писателот Христо Петрески, кој рече дека станува збор за еден од најголемите, најзначајните поети во Македонија. Тој пишуваше концизно, искрено и неговите теми за пишување биле љубовта, животот, осаменоста како и неговиот роден крај. Оно што беше карактеристично за Чедо Јакимовски, пред се, е фактот дека тој за време на неговиот живот не објави многу книги, многу дела. Тој објави само 3 поетски книги. И замислете, со само 3 стихозбирки, Чедо Јакимовски се вброи меѓу, како што реков пред малку, најзначајните, најголемите македонски поети. И веднаш и на гледачите ќе им стане јасно дека станува збор за автор кој што не создаваше квантитативно, туку квалитативно. Кога ова го велам, морам веднаш да кажам нешто што беше специфика на неговото поетско писмо. Тоа беше сонетот. Чедо Јакимовски испишуваше сонети. Сонетот, знаеме сите, е една од најтешките поетски форми. Тука не сме да има ништо што е вишок, да нема повторување, да нема празен од, да нема импровизации. Токму тоа Чедо Јакимовски успеваше да го направи во неговите книги.
Чедо Јакимовски е роден во Кратово во 1940 година. Автор е на книгите Нарциса, Лажно море и Халеевата комета, објавена во 1985 година. Работел како новинар и бил уредник на списанието Млад борец. Неговите колеги поети за него велат дека станува збор за поет бунтовник на зборот, поседувал неверојатна моќ на самокритика и предпазливост, кога станува збор за објавување на сопствената поезија. Чедо Јакимовски членувал во Друштвото на писатели на Македонија од 1966 година, а починал во 1993 година. 5 романи се во трка за наградата Роман на годината, а победникот ќе биде избран и јавно соопштен на 15 март. Станува збор за роман од автори од различни генерации, а наградата годинава ќе ја доделува новоформираната фондација за промоција и унапредување на културните вредности Славко Јаневски. Романите Одбројување на Фросина Пармаковска, Земјотрес 5:17 на Владимир Плавевски, Апокалипса МК на Бранко Прља, Дисомнии на Игор Стојановски и Годините кога научив да летам на Евгений Хоуп влегоа во третиот круг од изборот за наградата Роман на годината за 2017 година, која од оваа година ќе ја доделува новоформираната фондација за промоција и унапредување на културните вредности Славко Јаневски. Станува збор за романи од автори од различни генерации. За наградата Роман на годината за 2017 година во официјална конкуренција беа 27 дела, од кои во вториот круг влегоа 11 романи. Најдобриот роман ќе биде избран и јавно соопштен на пресконференција на 15 март. Како да се ограби банка е насловена новата представа која веќе една недела се наоѓа на репертоарот на Драмски театар. Представата е во режија на Иван Манасковски и иако е негова прва представа, реакциите кај публиката се одлични. Оваа представа зборува за комичноста на луѓето кои ќе се најдат во комплицирани ситуации. Позитивни реакции и одлични коментари може да се слушнат за новата представа Како да се ограби банка во режија на Иван Манасковски, која се наоѓа на репертоарот на Драмски театар. Оваа представа, која е прво режисерско дело на Иван Манасковски, најде на голем интерес, а тоа го покажува фактот што и пред премиерата и репризата од представата беа распродадени неколку дена пред премиерната изведба. Представата Како да се ограби банка зборува за комичноста на луѓето кои ќе се најдат во комплицирани ситуации. Случајно се случи да дојде на право место во право време. Го одбравме заедно со директорот на Драмски театар Сашо Тасевски и мислевме дека е прав момент да направиме една комедија, една квалитетна представа пред се, која што ќе ја врати публиката во Драмскиот театар. И зошто комедија? Комедија затоа што луѓето навистина сакаат да гледаат комедија, затоа што се преокупирани со секојдневието во кое што живееме, со проблемите дома и на работа и секаде, и сакаат да дојдат и да уживаат и да се опуштат и да не размислуваат на работите со кои што се оптоваруваат секој ден. И мислам дека им пруживме една добра забава, особено што тематиката внатре е исто така малце кисела како проблемите со кои што се соочуваме денеска во Македонија и како и секаде во светот, а тоа е сиромаштијата. Во представата станува збор за сиромашно семејство кое за својата екзистенција ќе се реши да ограби банка. Но тоа, иако изгледа многу едноставно, ќе излезат многу непланирани проблеми. Актерот Лазе Манасковски ја игра улогата на Раде Кепевски, главата на семејството Кепевски, чија главна особина е снаодливоста. Покрај Лазе, актерската екипа ја сочинуваат Марија Кондовска, Гуца Тодоровски, Симон Манасковски, Катерина Шехтанска-Лаковска, Калина Наумовска и Игор Георгиев. Мислам дека публиката го кажа своето и на премиера, и на првата реприза, и на втората реприза. И со тоа што ми кажуваат од билетара дека за цел март скоро е продадена секоја представа, ме прави да бидам горд на тоа што сум го сработил, ме прави горд на моите синови кои на вистина исто се вложива максимално во целиот проект.
И така јас сум еден среќен татко. Филмот «Три дена во септември» во режија на Даријан Пеовски вечерва се прикажува во кинотека на Македонија. Овој филм пред неколку дена во Италија ја доби наградата Балкански мостови, оценет за најдобар во регионот и тоа од филмските критичари. Во кинотека на Македонија вечерва се прикажува психолошкиот трилер «Три дена во септември» на режисерот Даријан Пеовски, а ќе присуствува и дел од екипата. По 2,5 години од премиерата, дебютантскиот игран филм на Пеовски и натаму е присутен на фестивалите. На 6-тиот Балкан Флоренс Експрес, кој деновиве се одржа во Фиренца, филмот доби награда Балкански мостови, оценет за најдобар во регионот и тоа од филмските критичари. Фестивалот е преглед на најдобрата и најновата продукција на документарни и долгометражни филмови од Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Македонија и Албанија, а наградата им се доделува на режисерите кои пред се успееле да ги зајакнат човековите права во своите филмови. 3 дена во септември имаше светската премиера во конкуренција за дебютантски филмови на фестивалот од А категорија во Монтреал, а потоа и во други градови низ светот. Врвно лекување по избор на клиентот во сите приватни здравствени установи без ограничување нуди Евролинк осигурување. Доколку клиентите купат било кој пакет на семејно приватно здравствено осигурување до 31 март оваа година, добиваат попуст на редовната цена на пакетот, односно добиваат една месечна рата бесплатно. Со цел да се приближи приватното здравствено осигурување до поголем број семејства, почнувајќи од денеска па до крајот на месецот, сите кои ќе го одберат уникатниот продукт на Евролинк осигурување за семејното приватно здравствено осигурување, добиваат попуст, односно добиваат една месечна рата бесплатно. Евролинк го нуди уникатниот продукт семејно приватно здравствено осигурување со кое клиентите може да се лекуваат во сите приватни здравствени установи по сопствен избор, без ограничувања и со директна исплата на трошоците кон болниците. Граѓаните имаат можност да одберат во зависност од потребите на семејството, основен, комфорт или премиум пакет за семејно приватно здравствено осигурување, со редовна цена од 1800, 2000 и 3350 денари месечно, соодветно на пакетот, а со една полиса се опфатени сите членови на семејството. Доколку купат било кој пакет на семејно приватно здравствено осигурување до 31 март оваа година, клиентите добиваат попуст на редовната цена на пакетот, односно добиваат една месечна рата бесплатно. Семејното приватно здравствено осигурување е наменето за сите семејства што имаат потреба и сакаат да обезбедат квалитетна здравствена заштита за себе и за членовите на своите семејства во сите приватни здравствени установи. Останува достапна и опцијата за покривање на трошоците за породување, за офталмолошко и стоматолошко лекување во приватните здравствени установи по избор на клиентите со склучување договор за лојалност на 2 години за пакетите комфорт или премиум. Семејното приватно здравствено осигурување може да се купи во продажните места на Евролинк осигурување и преку консултантите за осигурување на Евролинк. За време на викендот се уште ќе има повремен дожд претежно во западните делови, а само на планините над 2000 метри надморска висина ќе има повремен снег. Во останатиот дел од земјава ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и ќе настапи значително затоплување, што ќе услови нагло топење на снежната покривка. Во Скопје времето утре ќе биде умерено облачно со слаб дожд навечер, а температурата ќе достигне до 12 степени. В недела, понеделник и вторник, максималните температури во Скопје ќе се движат од 10 до 13 степени. По информацијата за времето следува уште една информација. Конгресниот центар Александар Македонски објави јавен повик за поддршка и промоција на предлог проекти за реализација на програмата за развој на креативните индустрии Скопје Креатива 2018. Конкурсот е отворен до 21 март. Тука е крајот на вестите на Прва Скопска. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.